Здраво на сите. Денес ќе снимиме едно видео за Big Time, да видиме што според мене е најдобро да се прави во играта, што правам јас. Ќе ви објаснам, ќе се пуштиме во играта и ќе видиме како јас играм, кои работи ги правам, за да ги правите и вие исто, и се надевам да ќе бидете исто и вие профитабилни како мене. Овака, значи страната на Big Time е bigtime.gg. И тука можете да најдете работи, значи да доwnloadирате играта, се доwnloadира на launcher, тоа е OpenLoot Launcher, OpenLoot Launcher, потоа се инсталира играта, нели, бирате локација, се инсталира и потоа може да се игра. Треба да се направи карактери, треба да се одберете повише карактери, значи има, тоест повише класи. За да ги прочитате класите повише, треба да отидете на wiki.bigtime.gg. Тука може да прочитате многу повеќе информација во однос на самата игра. Значи имате вамо некои collectibles, тие се некои работи што се користат во играта, понатака имате за економија, мистери бокси, сезони, какви постојат. И може да најдете исто да пресрчате на интернет. Сега работите, нели, што треба да се во однос на играва, најубаво да ги прочитате на wiki.bigtime.gg. Јас сега ќе објаснам на кратко пример во играта што би требало вие да правите, барем според мене. Како што кажав, во играта има класи и ја ги наоѓам на bigtimewiki.com. Имате, значи, различни класи. Имате Time Warrior, Chronomancer, Shadowblade, Quantum Fixer, Battlemancer и Techblade. Со овие класи кои се пуштите, може да одберете прво со една класа, понатака може и да менјате таа класа зависно од ајтемот што го држите вие во вашиот инвентар. Значи понатака дојдеме со играта. Што се деси само? Добро. Исто така може да се логирате на OpenLoot, нели, ланчерот кој што го имате, тој си има негова страна. И кога се логирате, јас имам направено мејл, имам направено акаунти, затоа моментално сум јас логиран. Тука да го објасниме, овој дел јас највише го користам, нормално го користам и да видам што новост има на Big Time Wiki го користам. Користам bigtimewiki.com да прочитам некои работи, но највише го користам овој дел. Во овој дел ќе ги гледате сите токени што ќе заработите со играта, вамо во Big Time, гледате, јас моментално имам 162, значи толку ги имам извадени, ќе објаснам подоцна во играта како ги вадам. И тука имам некои тајм кристали што се користат понатака исто во играта и тоа ќе го објаснам. Значи, поентата е, тука може да видите акаунт, имате профил, моја колекција, wallet, invite code, за да се игра играта, тоа заборавив, треба да добиете invite code. Invite code ќе ви ставам во моето видео на YouTube, под самото видео во дескрипцијата ќе имате кодови кои сакат да влезе и да проба играта, затоа што мора да имате invite code. Со invite code, затоа што, нели, сите ви кажат, ама ти што имаш од invite кодот, ништо немам, туку само играта ќе има повише играчи. Тоа е целата поента. Едино нешто читав дека за лидерборд може да ме рангирало погоре, ама треба многу мисии да се вршат, така да ништо не јас немам, ништо не добивам од тоа. Ако влезете преку мојот код, ако сакате влезете, ако сакате не влегувате преку мојот код, мене ми е сеедно. Јас и така заработувам од оваа игра. Понатака да објаснам, значи во играта има три основни ајтема што се потребни, тоа можеме да видиме во NFT Marketplace, сега ќе ги објаснам четири основни ајтеми за како да заработувате. Кога ќе играте, во играта можете да користите Hourglass. Hourglass, значи јас отидов тука на Marketplace да го најдам, значи тој Hourglass се купува, гледате, најевтиниот Hourglass, сега моментално го гледам, $17,99. Стекао и Hourglass
има одредено време што може да се користи, потоа треба да се полни тоа Hourglass. Тој се употреба за кој ќе играте во некој портал во играта. Ќе го објаснам понатака што е портал, ќе се навратиме понатака кој ќе се пуштам во играта. Со секој Hourglass постои можност, одредена можност да се падне Big Time токен. Значи, ако го имате, нели, Common верзијата, ќе има најмала можност, ако имате Legendary, не, Mystic верзијата, ќе имате најголема шанса да се падне Big Time токен, нели, нормално заработите. Ама гледате сега, моментално е многу скапа цената, $6370, ова е, мислам, премногу скапо за некој да купи. Ја препорачувам да се прво со Common и со Uncommon Hourglass, мислам дека 20-60 евра не се нешто многу, па дури 200 евра за некој што има малце поише пари, да го купи да се проба како тоа работи. Како што кажав, секој Hourglass има одредено време за да се користи во одреден портал. Пример, може да се наполни 1 сат, 2 сата, 6 сата, 12, 24 сата, мислам дека беше. Тоа треба да видиме на Time Warden. Моментално немам Time Warden, затоа што ја користам за нешто друго што ќе објаснам подоцна. Исто така тука може да се купи Time Warden. Сега ќе го исклучам ова, ќе го пуштиме. Отиде нешто ново. Time Warden ќе го пуштиме. Еве, Time Warden е постои, гледате, Lunar Time Warden е најефтиниот, $599 е Time Warden и Time Warden ви е потребен за две работи. Едната ќе објаснам во самата игра што се прави, како се прави. Значи, Time Warden се користи за да го полните вашиот Hourglass. Да го полните вашиот Hourglass ви треба некој Time Warden. Исто така, со Time Warden може да се направи неколку други работи, што ќе ги објасниме исто подоцна. Потоа да објаснам, исто имате тука Forgery и Armory. Тука обично се прават оружја. Зиграте го потоа на Marketplace, може да ги најдете, може да ги продавате. Значи, зависно, ќе треба одредени ајтеми, ќе треба да се искористи Big Time токен, за да генерирате некој дело или нешто слично, и исто во Forge генерирате оружје. Значи, ова е Blazing Forge, гледате, Confluent Forge, такви некои работи. Сега, за сите овие работи ги користите, значи, зборам за Time Warden, Forge и Armory, вие мора да имате ваш space, значи мора да купите space. Секој ќе добие мало space кој ќе може да ги складира in-game ајтемите. Затоа што ова се NFT-њата што се користат. Значи, Armory, Forge и Time Warden се главните NFT-ња во играта. Најбитно, барем според мене до сега, затоа што јас играм играта скоро 2 месеци, е Time Warden. Овие Forge и Armory јас не ги користам. И од нив може да се заработува, но ја според мене и според јас оно што го правам, ја заработувам преку Time Warden, преку издавање на Time Warden и користам нешто исто од Time Warden, кој ќе го објаснам исто подоцна. Како што кажав, за да ги користите овие, за може да ги користите, треба да имате ваш space, а тоа може да го најдете во, само да видам каде беше, Vetos, Armory, Collision Space. Ево Space. Вамо кој ќе отиде на Space, треба да се купите ваш Space. Гледате, најефтиниот Space, мислам дека беше околу $200. Само да го најдеме каде беше. Видите, 153 Small Space. Гледате Epic Small Space. Јас не ви текна никаков филм, мислам дека имав Exalted Small Space, мислам дека таков беше, да. Таков беше Space од мој што го поседувам, ќе видиме подоцна во мој колектор, па ќе видиме ја што поседувам. Работата е дека кога имате ваков некој Space, например, ако ова Rare, имате Epic, имате Exalted, и сега во секој Space, на секој 2 дена, се паѓаат Cracked Hourglasses. Ако се сеќавате, ја кажав дека треба да си купите Hourglasses, но се паѓаат и Cracked Hourglasses. Тие Hourglasses можете да им правите dismantle, тоа е втората опција на Time Warden, така да заработувате.
направите dismantle и да добиете big time токени. Значи кој ќе му направите dismantle, нели, на time варденот. Сега што е поентата? Во секој space се паѓаат одредени character hourglasses, се зависи од common, uncommon, rare, тоа зависи од вашиот space што го поседувате. Има можност на секој 2 дена се падне од 0 до 4 hourglasses. Јас моментално во 4 дена имам 2 пати по 0 ми се паѓаат, затоа сега ќе видиме во My Collection. Во My Collection имам Mystic Small Space, имам Echoing Hourglass, ама имам и други некои што ги рентам работи. Поентата што е во Mystic Small Space може да проверите кога сте имале по последен пат појавување на Cracked Hourglass. Гледате, Last Cracked Hourglass Drop Time 24, 2, 25, во 14, 27. И тоа се појавува тоа време кога вие ќе влезете во спейсот и тоа се појавува време. Барем тоа го имам заприметено, некој збора дека не е така, но јас го заприметив дека така. Кога ќе влезам јас, потоа ми покажува кога ми дало последен пат Cracked Hourglass. Тоа е за спейсот. Понатака, само да ви објаснам дека во играва, доколку купите ајтеми, може да ги рентате. Барем според мене до сега најпрофитабилно да се рентаат ајтеми и да се прават dismantle на Cracked Hourglasses. Барем јас тоа го правам во моментот. Може има и други некои работи со кои јас не сум запознат, затоа што моментално тоа е мојата шема на играње, или секој си има некоја шема. Некој сака да оди по портали, да наоѓа таму big time токени. Пример, јас одам по портали, но не одам со цел да наоѓам big time, туку одам со цел да го јачам мојот херој, што понатака имам некои планови со хероите. Претпоставувам дека ќе може понадале и хероот да се издава. Сега не знам како ќе биде, али си има, значи, DAO што одлучува за играта. Сега би бил среќен ако можам да ги издавам некои работи во играта кои ќе ви ги покажам подоста, затоа што ќе биде тоа многу добро. Поента да се ви покажам, како иде со рентањето. Значи вие имате во Marketplace, имате Rentals и тука може вие да изрентате дали Space, дали Hourglass, Polnet, ненаполнет, Time Warden и такви некои работи. Тоест многу работи. Сега нели одите ваму, идете на Rentals, одите бирате Big Time, и сега може да гледате Heart of Winter, издаваат Bundle, некои издаваат Battle Blade of Blaeberries, издаваат за $10. Има многу работи. Сега јас највише тоа што го гледам што се издава, затоа што јас тоа го издавам, јас гледам Time Warden за издавање. И во Time Warden гледате, може да го подредите тука low to high и да видите која е цената на издавање на еден Time Warden. Една новост ми од пред 3-4 дена, може да се издават на секој 7 дена. Гледате, тука имате за $22,5 да изнајмите Time Warden на 7 дена, кој вие ќе користите, потоа се враќа кај собственикот. Исто така можете и Space да изнајмите, можете Armory, Forge, што сакате може да се изнајми во оваа игра. Да ви покажам јас што имам моментално изнајмено, и тоа ги изнајми во брзо време беше тоа, кој ќе отидам во Rentals, во Owner Rented, може да видите јас што имам изнајмено и за колку пари се имам изнајмено целото тоа. Значи имам 3 Lunar Time Warden и 1 Meteoric Time Warden. Гледате колку имам издадено. Ми издадено $225, другите од 175, 200 и 175. Значи јас овој месец, гледате за 30 дена се изнајмува, јас сум направил минус 20% на овие пари, затоа што 20% зима Big Time. Колку ќе испадне ово? 400... Па сигурно некои 650-700 евра сум направил само од рентање. И плюс од токени, овие не се сите токени, јас ще ги имам дека ги префрлам на Wallet, и плюс од токени, кога сум направил 300 евра, сигурно се направи околу 1000 евра. Ама за да правите вие околу 1000 евра, на моменталната цена на овие вардени да ги купите вие сите,
и требат 1500 евра и другиве са по 500 или 600 евра, 600 евра мислам дека бе, или до 8500, 3300 евра и да купите еден Space као мојот, колку кошташе уште 300 евра, значи ви треба 4000 евра да вложите во играта за да можете да владите од прилика од 650 до 1000 евра. Тоа зависно од Cracked Hourglasses колку ги ви се паѓаат во самиот простор, во самиот Space. Тоа беше за изнемувањето. Кажав за in-game items, јас кој ги подесувам и сега ќе одиме да видиме што треба да правиме првично во играта. Јас моментално секој кој ќе се пушти во играта треба да помене одредени чекови каде што играта самата го учи во туторијали како би требало да игра и што би требало да прави. И понатака треба да дојде во open world, тоест во место наречено Watertown. И потоа од Watertown све понатака започнува во самата игра. Еве, пуштаме моментално играта. Еве, knowledge. Додека само да намалам звукот на самата игра, за да не прекусне. Ќе ја направиме, ќе ја намалиме за да можам да објаснувам. Диалог, ништо не ми треба таму. Confirm. Вама си добирате вашиот сервер. Сега предпоставувам дека мислам дека се подесува сервер каде што вие сте најблиску според вашата локација, според IP адресата, кај што си вие самиот се подесува, да ги си проверите нели колку милисекунди за да не ви биде спор серверот. И потоа бирате на самата локација на кој сервер да играте. Гледате high, very high, ultra high, сегде се high, што значи дека самата игра ќе сецка внатре. Да знаете дека не е до вашиот PC, туку е до самата игра што ќе сецка затоа што е оптовареноста на серверот многу голема. Ајде да отидеме play. Значи, ќе снимам исто видео каде започнувате, самиот ќе си земам invite code, ќе си направам нов акаунт за да видите како се започнува во самата игра од почетокот, значи како се почнува, не како се почнува. Ајде ме појави, еве јас се нагледате Times End, тоест ова е Watertown, така познат Watertown. Сега ќе си ги видите контролите, јас моментално си ги знам сите контроли. Гледате како сетка самиот сервер, затоа што е моментално на high. Да беше на low, ќе беше многу подобро играњето. Ова е Watertown. Еве некој си го отворил personal metaverse, тоест неговиот space, тоест metaverse, а потоа се надоврзува спејсот на самиот metaverse. И секој може да го посети metaverse затоа што он го отворил ваму. Секој што го гледа може да го посети, гледа уште 5 секунди и ќе се затвори самиот space. Тоа беше случајно го начекавме. Да видиме понатаму она што го објаснувам во играта со Cracked Hourglasses. Ќе го отворам мојот space, на O се отвара, еве го space-от и ќе влезам во самиот space. Па да видиме внатре што може да се прави. Јас моментално, за жал, све ми издадено и не можам да поврзам некои работи и покажам како би требало да се прави dismantle на Hourglasses и правење исто на Hourglasses со тие time вардени. Ама се надевам следниот пат кој ќе ги добием, ќе снимам уште едно видео што би требало да правите така. Значи, ова е, вие со самата игра, без да ја купите, ќе го добиете само овој простор. Само овој. Ова понатака се дода, гледате, hold и remove space from your personal metaverse. Значи, тоа е space-от ја што го купам, значи што го кажав, има rare, mystic, не знам таму кои беа, uncommon, common space-ови и вие ќе влезете во space-от на секои 2 дена. Тука во самиот space ќе имате дропното Cracked Hourglasses, кој може да ги користите кој ќе одидете во портали, значи
негде да се тепате во самиот портал, па да имате шанса за да се дропне Big Ten токен, или можемо да правите dismantle доколку имате time warden. Јас моментално и да добиам Cracked Hourglasses нема да можам да направам dismantle, затоа што нели моите се издадени time wardeni. Дојдовме во самова игра. Во самова игра вие ќе се појавите, значи кој ќе поминете основниот туторијал на самата игра, ќе се појавите еве ваму. Во овој дел. Значи подоле ќе се појавите и од таму потоа почнува целата игра. Претходно све е само едно демо за да пробате играта, за ве научи на основни контроли и на нели што би требало да правите во играта, како се тепате некои основни портали. Во самиот дел ви го објаснив се Hourglasses. Понатака вие ќе треба да јачате со левелот кој ќе го јачате, тоа се соиграње, вие ќе јачате левел, значи го гледате на долниот екран под спеловите, јас што ги имам тука. Само да направам вака. Да објаснам со маус. Моментално гледате, јас имам experience, level 18, 133, значи мене ми требаше 12.000 experience, уште 12.300 за да дојдам level 19. Поентата во самата игра, значи јас имам гледате некои спелови. Сега секој спел си има свое значење, тоа ќе треба вие да си го прочитате. Сега не ги објаснам спеловите, затоа што јас играм Time Warrior, некој ќе игра Chrome Master или некоја друга класа и спеловите се различни за секоја класа. Јас имам едни спелови, но и тие спелови исто може да ги купувате како да ве учат уствари како мастери во играта. Значи тоа се купува со самите коини вие што ги поседувате во играта. Еве пример, јас имам 305.700 коини во самата игра што може да ги користам за купување на оружје и на оружје, на спелови, на некои такви работи, за да може да се јачам во самата игра. Кога ќе дојдете во играта, моја препорака е, затоа што претходно нема да имате ништо во овие айтеми доле, моја препорака ќе биде да купите некои работи за може да се лечите. Значи ова е една работа и ова е друга работа. Ќе покажам кај може да се купите или може да ги најдете за без пари. Пример, вакви некои работи што се оставени, моментално змејови, со кршење ќе има дроп на такви айтеми што може да ги искористите. Ева, пробам, моментално нема, не знам зашто. Има некоја промена направена, затоа што јас ги купам. Или може да ги купите во така наречени вендорите. Еве гледате, Accessories Vendor. И сега кој ќе влезам во Accessories Vendor, можам да отидам во Always Available и гледате да купам Small Health Potion, 2 Small Health Potion за цена од 528 коини, тоест овие коини вама, гледате. Кој ќе отидам ова, дава нешто друго. 305.700 коини. И јас исто така го користам и ова Tree of Life. Ствари Tree of Life се пушта, значи јас го имам ставено гледате на седмица. И на седмица кој ќе отидам можам да го пуштам каде сакам Tree of Life за да се лечам. А ако стиснам носница или на деветка, ќе испие како potion и одма ќе се појачи енергијата, ќе ви го покажам тоа во портал кој ќе влезам, па ќе видиме што треба понатаму да се прави. Исто така кој ќе отидете во инвентори. Сега во инвентори е малку комплицирано. Вие со самата игра, кој ќе отварате кутии во играта, да се правим во играта ќе отварате кутии, ќе отварате ќе се тепате, ќе имате као дропови на айтеми за да го јачате вашиот херој. Првично во играта мислам дека ќе ви даде таймлайн. Ја моментално гледате користам таймлайн. Time Warrior Pocket Watch. Гледате таму Recon, Fox, Avenging. Не го разбирам ни јас тоа што има, сигурно има каде да се прочитам, но мене ми треба прочитам затоа што доволно разбирам играта што ми дава самиот Time Watch. Вие ќе имате ваму Junk Time Watch. За тој Junk Time Watch
Вие ќе треба да собирате ајтеми. Гледате, јас имам тука неколку ајтеми што ги држам нон-стоп. Имам некоја секира, гледате, ова ми оружје. И понатака со самиот дроб на ајтемите вие ќе собирате. Значи, Time Warrior Helm ќе собирате, како се вика, chest piece, собирате за рамо, штитови, ракавици, и секој од овие ајтеми си има одредена карактеристика. Гледате, вамо ми дава Max Health 29, плюс Max Health 13,50, Dexterity, Agility, Block ми дава, Evasion, Accuracy. И се зависно од rarity на самиот ајтем, толку и повише ќе добивате во статс. Тоест, например, ако отидеме да видиме јас, гледате, имам Max Health 985, а вие ќе почнете, мислам, со 200 Health или со такво нешто. Но после со самите ајтеми, како го јачате левелот, се појачува и Max Health и Max Energy. Имате Strength, гледате, имам јас 185, Dexterity 176, Intelligence, Vitality, Agility. Сега, работата вие дека ќе почнете со Junk Time Watch и понатака кој ќе одите по портали ќе ви се паѓаат Time Watches, тоест Pocket Watches. И сега дали ако сакате да играте Time Warrior, ќе треба да играте со Time Warrior Watch. Ако сакате да играте со Chrome Master, ќе треба да најдете Chrome Master Pocket Watch. И ќе треба тоа го користите. Да гледате за овие Time Watch ги користам, гледате мора да сум rank of at least 20 level, current 26 сум јас rank. Значи има едно, ова е experience и левелот на мојот Pocket Watch, а ова е ранкот кој сум го постигнал јас со сите Time Watches. Сега јас ако земам нов Time Watch, кај што не е изјачан Time Watchот, јас тука ќе добијам левел 1. Левел 1, а ќе бидам ранк 26. Сега тука гледате имате уште статистика за самиот херој. Тоа ќе се разгледат исто за самите вие. Да продолжам понатаму. Ајтемите кои ќе ги добивате, значи понатака ќе земате и ќе си ги читате самите ајтеми, дали ви дава, дали ви одзема нешто. Пример, сега јас ако сменам самото оружје, дека може да имате две оружје, two-handed weapon и one-handed weapon. На F тоа се менува, еве, јас ќе го земам two-handed weapon, проверим одно по инвентари. Видам, гледате оружјева сега, јас сум добил некој rare исто од оружје X, и вамо имам исто Axe of Herdi. И сега вамо ќе добивате max melee damage плюс 4 и ќе добивате минус 1,77 од минимум melee damage и плюс dexterity ќе добивам плюс 34, но ќе изгубам на strength, изгубам, гледате, damage modifier, vitality ќе изгубам и ја ради тоа оружје не го менјам со моето epic оружје. Тоа секојаш вие ќе треба да си разгледате например какви оружја би требало да користите. А исто така, пример, не мора да одите по портали да барате оружје, може да дојдете во некој од овие вендроиди и да си купите оружје некои други што ги продаваат. Но не ви препорачувам затоа што се многу скапи, а вие на почетокот ќе немате голд, ќе ви треба голд за да купувате овие medium health potion. Прво ќе почнете со small health potion, после кога имате поголемо HP над 700-800 ќе взимате и small и medium health potion. И ќе може да си ги ставите, мислам дека може да се подесува и на копчиња. Вакво моментално мислам дека не од 1 до 0, затоа што немам потреба од поише спелови. Целата работа која ќе дојдете во исто да може да си купите. Сега прво можам ја да се налчекам некој оружје што е подобро и можам ја да си купам. Сега ја имам многу голд, затоа и можам да си дозволам да купам нешто, но ја не купувам, одам се тепам по портали, па добивам ајтеми кои се поеќе нели од претходните ајтеми што ги имам. А моментално Wisdom at least 32-31. Јавето уствари Wisdomот го губам, ако го ставам ово оружје, губам Wisdom и моментално оваа ракавица не ми е активна. Што значи ако го сменам моето оружје, со другото, гледате сега ми е активна, не ми е со црвена самата ракавица.
Тоа е за инвентори. Во инвентори ќе имате ајтемите, ќе може да продавате, ќе видиме понатаму. Гледате, јас имам некои два ајтема што ги чувам, моментално не може да ги ставам. Гледате, ми даваат макс, све ми појачуваат, освен виталити. Виталити не ми е нешто многу битно, затоа што мислам дека имам прилично многу 114 виталити, ова ќе ми навели минус 12. И гледате, ја го чувам, ми треба за да можам да го користам овој ајтем, ми треба интелидженс од минимум 93, а јас сум моментално 58 и ми треба Pocket Watch level of at least 20, јас сум current 18, ево, current 18, значи кога едном 20, кој имам intelligence од 93, ќе можам да го искористам овој chest piece, уствари како облека што облекувам. И ова исто кеса, значи прво ќе го имате само овој дел, потоа ќе ви се паднат како кеси, тоест како не знам, еве, јас ќе го наречам кеса, каде што ќе може да складирате уште повеќе ајтеми на самиот херој. И гледате, јас исто чувам и кеса која ми дава 8, а јас моментално имам 7, на двете имам по 7, ова ми дава 8, значи кога дам 20 левел, ќе изгубам макс енерджи минус 17,25, но ќе добиам плюс уште еден бек слот, што направо кога ќе почнам да се тепам, кој ќе одам по портали, ќе можам да собирам плюс уште еден ајтем што сум собирал до сега. Значи, јас сите ајтеми што ги собирам, значи некој што ми треба за понатаму појак левел, за да можам да ги ставам на мојот херој, јас ги чувам во мојот Metaverse, не во Space, значи Metaverse и Space тука се разликуваат. Space-от е тоа што го купувате, а Metaverse-от секој херој, независно дали уложил или не уложил во играта, го добива. Ај пак да влеземе да ви објаснам јас кај ги чувам ајтемите кои ја не можам да ги искористам, а понатака нели кога ќе го извијачам херојот ќе може и тие ајтеми ќе можам да си ги променам со некои од постоечките мои ајтеми на херојот. Значи во ова стеж треба да дојдете, во стеж, отварате стежот и ги видите јас имам ајтеми што сум ги складирал, што мислам дека нели за мене се подобри. Гледате, тука исто сум складирал некој бег, сум складирал некој нож, сум складирал Chrome Master, Legendary, Pocket Watch, сум складирал некои ексиња, некои оружја, некои работи кои би требало да ги искористам. А исто така, да не забораваме, дури сега гледам тоа, дека може да имате и некои ајтеми кои ќе ви се паднат по самиот портал да бидат енкриптит. И потоа има декриптор кој со вашиот голд плаќате за да го декриптирате овој ајтем. Значи ова е стечот и тука има исто може да крафтате некој гем за вашето оружје. Значи со овој гем гледате ќе имате некој burning effect to hit enemies, која ќе го удрите кога ќе удрите некој енеми, уставите тоа ќе добие некој burn ефект, гледате таму од плюс 0,80 до плюс 1,20, и тука ги треба да крафтате, но треба да имате, гледате, некој ингредиенс за може да се искрафта. Гледате, треба да имате еден руби, треба да имате еден tin setting и еден time essence. И овие ајтеми исто се паѓаат во портали, или ако не ги тоа чекате, може да отидете на Marketplace-от, тоест на OpenLoot, во Marketplace и ги купите и од нас искрафтате еден ваков гем. Добро, понатака да излезам од ова и да продолжам да објаснам за таймвочовите. Значи тоа е од инвентори. Сега понатака да видиме за таймвоч, тоа е за Pocket Watch. Моментално дојдовме на кутно, тоест се вративме од мојот Space. Ви кажа дека ги сецка затоа што моментално е хај, играта ужасно сецка. За нигде за една ваква игра, но се надам дека понатаму ќе се подобра, тоа ќе биде многу подобро. Гледате, јас имам и јак интернет и све, но не е до самиот интернет, тоа е до самите сервери. Да продолжиме со таймлайн. Во таймлайн кој ќе дојдете, може да бирате доколку имате повеќе Pocket Watch-ови, значи еве ги овие Pocket Watch-ови, вие може да бирате кој Pocket Watch сакате да го играте.
Гледај, јас го играм моментално овој Pocket Watch, што ми е 18 левел, да, 18 левел, но имам и друг Time Warrior Pocket Watch, што ми е 24 левел, тој ми е Uncommon, овој ми е Epic и овие два се Rare. Гледате, ако отидам сега пример можам да го сменам овој Watch и ќе имам, мислам дека на овој немам никакви ајтеми. Ајде баш ќе го кликнеме да видиме. Еве, гледате, сега ќе го играм овој Time Watch и јас немам никакви ајтеми моментално. Моментално немам никакви ајтеми и сум гол. И или ќе треба да купам од тука ајтеми, или ќе треба да најдам Droid, каде што ќе ми ги даде почетните ајтеми за оваа раса. Иато одма ми дава one skill point available и two star points available. Ќе ги објаснам тие понатаму. Пример, да се вратам на мојот Time Watch што го играм јас моментално левел 18, за да продолжам понатаму да ги објаснам сите работи. Гледате, јас имам и 24 левел, но го прекинав затоа што секој Time Watch е ограничен по можностите, затоа што овој Time Watch ќе ми дава помалце strength, помалку статс, неголи Epic Time Watch, но моментално 24 левел Uncommon е појако од мојот Epic, но кога ќе стигнам 24 левел со мојот Epic Time Watch, нормално дека ќе биде појако од Uncommon, затоа што нели поретко се паѓа, и тоа ќе биде појак. И сега гледате нешто ми сметка во Skill 30, да видиме што е тоа што ми сметка. Гледате, јас имам некои Passive Points, имате Skill Points и Passive Points. Имате да јачате спелови. Значи, еве ги спеловите, мислам дека основни спелови за овој херој беа Warrior Kick и Barbarian Shout, мислам дека бе, не сум сигурен, не ме фаќате за збор, затоа што многу време ги играм херој и заборавам кои се основни спелови, затоа што како што кажам, може и да купите спелови. Ќе ви покажам како уствари се купуваат тие спелови. Например, кога секогаш ќе појачам левел, се надевам дека тоа ќе биде себе кој ќе играм самата игра, па ќе појачам левел, ќе можам да ви покажам што правам јас за самата игра. Ќе добијам еден skill points, значи ќе можам да појачам еден левел на еден спел ќе можам да појачам и ќе добијам player stats да појачам. Гледате, моментално јас имам најслаб статс во Wisdom, но тоа е, таков ми е Pocket Watch и ми дава најмалку Wisdom, но највише ми дава Strength и Dexterity. Сега зависно од ајтемите, ако бара премногу Wisdom, ја не можам да носам. Ако бара поише Strength и Dexterity, ја можам да го носам. Затоа што јас имам многу голем Strength и Dexterity. Понатака имате и Passive 3. Гледате, во Passive 3 ја некои спелови сум го купил и гледате имам некој knockback. Треба да се прочитаат овие спелови што даваат. Гледате, самите спелови му објаснување за самиот спел. Knocks enemy away and deals a small amount of damage only available while you are blown but not out. While you are down but not out. Значи, уствари, ќе ви објаснам самата игра има понатака што како се дешава. Мислам дека во едно видео нема може да ги офатам сите работи што треба да ги објаснам за да започнете со играта, за да ви биде на вас полесно, затоа што на мене ми требаше некои 15-20 дена ги сватам работите, па потоа да почнам вистински да играм самата игра. Гледате, јас имам некои Passive Point, моментално можам да појачам, гледате, видим се на максимум левел, ово можам да појачам, ќе го појачам, одам Confirm и моментално тој Passive Point ќе го снема. Потоа видиме во Collection. Во Collection тука се ставаат оние Hourglasses, што ви кажував за вие да се јачате. Гледате, уствари тука е место за Hourglass. Максимум на вас може да носите 5 Hourglasses. Можете овој слот да го анлокувате, нормално треба мислам да платите. Сега не знам со што се плаќаше, ајде да провериме ова. Unlock, гледате, Unlock an additional Hourglass slot for 6250 Time Crystals. Гледате, мора да имате Time Crystals. Ја моментално имам 606 Time Crystals, што значи дека не можам да го отклучам слотот за да носам уште еден Hourglass. Има тука некои работи што може да се носат, па уствари овие се collectibles што вие ќе ги купите од Marketplace, па ги ставате ваму. Овие чест, мест, јас ништо немам купено, затоа што мојата логика на играње е малце подруга на игра, затоа што јас имам инвестирано во играта, имам добиено и повраток, ќе објаснам понатака за повраток тоа на крај, затоа што мислам дека многу малце од вас
имаат инвестирано на почетокот на самата игра, па имаат добиено airdrop. Ја бев еден од нив, затоа што јас уште кој да се играте, јас инвестирам во оваа игра, па ја чекав може година и пол да биде добро, па да почнам да играм, затоа што премногу сецкаш и такви некои лагови, багови ми сфрлаш од самата игра и се откажав и не играв, почнав да играм пред 2 месеци. Понатаму, нели ја кажав дека имам Hourglass, ако видиме во Full Collection, јас имам Hourglass. И се овој Hourglass го стиснам на десен клик, ќе се префрли ваму и ќе можам да го користам во некој портал кој ќе отидам. Затоа што вие вака кога сте idle, вака не заработувате ништо, не го јачате хероци, стои истиот експириенс. Ви мора да отидете во некој портал, ќе ви покажам како се оди во портал. И што треба после во порталот да правите. Еве пример, имате, нели како што кажам, Full Collection, јас имам Hourglass. Понатака може да видите колку спејсови имате, се деко и не знам што беше точно, ќе видам па ќе ви објаснам. Деко items. Деко items, а не ви текнам, баш немам јас деко items, па за да можам да покажувам. Исто така имате quest, тука ќе ви се покажуваат квести, weekly bounties, daily bounties и dungeon main objective кој ќе влезете во некој портал. Тука гледате го имате шопот, ама ова е пренасочено во Baldur's. Значи, вие кој ќе дојдете во Watertown, обично ќе одите, гледате колку ми сецка, што е слот серверот, играте, ќе одите да ги земете daily bounties и weekly bounties. Daily bounties, ви даде loot items 0 од 100, kill enemies, prison by ammunition monitor 0.3, damage on enemy with an explosive barrel. Значи тоа ми се daily quest, имам weekly quest. Това ми било јер weekly, е било полно. Значи, обично ќе одите што ќе дојдете од тренинг. Прво ќе имате еден тренинг, како што кажам на почеток, и се појавите на почетокот на оваа мапа, која е некаде на овој дел ваму, ќе се појавите. Понатака вие ќе имате сами квестови што ќе ви пишува ваму од страна што треба да правите и ќе имате као водич стрелка ќе имате каде што треба да дојдете и ќе ви покажува колку сте оддалечени од самиот квест што треба да го вршите. Што ме маца понапредно, откога вие ќе дојдете ваму. Ќе дојдете во Watertown. Претходно сте на место кај што треба уствари да вршите мисии, кај што тие мисии ви прават тренинг. Ајде да видиме што треба да правиме. Еве има еден портал, еве гледате во самиот, гледате во самата шума, има бубочки, кои што ги чуваат тие портали. Ако вие не сте доволно добри, ово се тешко да се играва. Гледате, има некои инсекти нест, up to 6 players. И гледате, има време, тайм, уште 4 минути и 40 секунди. Јас нема да идам на вакуум, затоа што ми треба да го изиграме до 40 минути, ќе поморам некој послот. Гледате, много сетска сервер, значи ужасно може. Ако чекам сервер да биде на лоу, може видео ќе треба да го снимам за 2 недели. Затоа што играме премногу играна и тоа е сетска. Самата игра. И вие треба да си барате самите портали. Гледате, ме враќа премногу вагува самата игра. Ужасно, ова не може да се игра. Ужасно. Ја не можам да играм ова игра. Премногу се.
Ајде видиме некој друг сервер дали е Return to Lobby. Има некој друг сервер дали е ова. Едно што е поентало за само видео. Еу, very high за тоа светска. Еј, фала Богу, некој медиум. Новембар медиум, но и ова ќе се наполни. Наполни джабе. Обично во Европа луѓе овоа време играат. Гледате, сите сервери преска беа полни. Ево отишол very high за тоа светска. Самиот сервер. Ајде сега не пушти па да продолжиме. Гледате, ме врати на истото место кај што бе со оваа бубачка. Сега е подобро. Пак сетска, ама е многу подобро. Само да ви покажам како би требало да играте. Али како што кажав, секој портал од прилика ќе го чува бубачка. Или простори ќе го чува. Гледате, 12 лева. Кој ќе влезете, стискате на E и има некој modifier што може да правите. Бонус солт, некои бонус работи ќе ви се дешаваат. Ќе ви се дешава во самиот портал. Значи, вие ќе треба да собирате вакви портал мод чип. Значи, гледате, тоа е Mystic item, каде што ќе може да го искористите тој item за да го модификувате, за да добиете некој бонус во самиот портал. Ајде ќе влеземе сега на овој први до 6, да го поменам побрзо, затоа што јас сум многу јак левел, да го поменам побрзо и објаснам работите во порталот што треба да ги правите вие. Самиот портал. Да. Ајде да почекаме да се конектира. Recommended classes, гледате, исто кога се конектирате, имате recommended classes, at least one time warrior, at least one quantum fixer. Значи, тие раси се препорачани за да го поменат овој левел. Тие се препорачани, не дека не можете сами, но препорачани се тие раси, затоа што има некои левели каде што ќе ви треба Quantum Fixer. Тоа ќе видите кој играте понатаму, има некои од самите левели да ве изјачува и ќе добивате во ќе добиете, ќе видите зашто треба Quantum Fixer, зашто треба не ми е најдобар, сум пробал и други раси, не ми се свиѓа, најможно малку сега ти ги играте. Гледате, значи јас одма почнав да трчам, да само мапа се забори. На страната имате Party Catcher, треба направите Login the Cyber Pirate Raiding Party. Гледате, треба две да најдете тука. И сега вие ќе треба низ мапа да шпартате и да наоѓате партии да ги спотепате тие Pirates, ама додека идете во мапата, вие имате и други бубачки што ќе треба да ги утепате. Она мене ми е подобро со one handed. А некој ќе ми биде тук handed оружје. И onda вие ќе паѓат айтеми, некојаш паѓат и од самите инсекти, од самите enemies, некојаш па ќе треба да имате отприлика како едно дрво, каде што таму имате боксови, по тие боксови ќе имате работи ќе ви се продадат. Гледате, јас по YouTube помногу брзо, некој што ќе биде први до 6 левел, ќе биде многу потешко играње. Ја треба да шпартам низ цела мапа, да видам каде ми е тоа парти за да завршам мисијата, дека понатака ќе дојдам друга мисија. Овакви гледате, вие ќе добиете многу коини. До 6 левел, многу малце коини добил. Вакви дрвени ќе евено. Дрвени и ќе имате вакви боксови, каде што ќе ви се паѓаат айтеми. Гледате, out of level range. Гледате, јас
имам много слаб левел за да отварам. Окей, това не го знаех и аз, я мислам да се отварам на сайта. Пак има некој поев портал тогаш. Дека нема да отвори, ако сум многу јак левел, дека не можам да играм на многу слаб портал. Еви, јас да научам нешто со само игра. Ништо ќе најдеме некој поев портал. Еве, гледате, новембар стана хај. Еве, сега ќе идам на Джулијат. Затоа што ќе поштаа сецка. Нема многу играчи се пуштат само игра, нема доволно сервери. Не се јаки постоечките сервери, затоа нон-стоп се хај. Вери хај. Некој ще се откажам од игра. Не можам тоа што игра не може. Добро се пуштиме, хајде побараме некој појак тогаш. Појак портал. Вие нормално ги си гледате според вашиот левел да ви биде порталот. Значи, ако сте први четврти левел, ќе барате од први до шести, или од втори до осми, или од, не знам, трети до осми левел. Отприлика ги барате такви портали. Јас пребарувам низ игра, веќе треба да шпартате низ игра, нека не ви е метавърс, open world, и ќе треба шпартате, барате портали. Јас тоа го правам. Некојаш нервира самата работа што треба да барате, но тоа е. Ево, од 10 до 13. Ајде се надам дека ќе може да ги проверам тие работи, што не може бавно. Ајде се влезам, гледате пак at least one time warrior, at least one quantum fixer. Мислам дека имаше на појаки портали над 20 левел, бара и други класи. Да си играм Time Warrior, па нема проблем. Сакате ли помогнам со само игра, вие ќе можете да отварите такви боксови, што ги покажам на претходниот портал. Пишете ми, јас ќе ви оставам мој Инстаграм, ќе ви оставам контакт, за да можете да пишете за да играме заедно. Ќе ви оставам и Телеграм, така да сакате пишете. Ќе ви помогнам во игра што би треба да правите и како треба да правите. Ајде, конектинг. Гледате, споро се конектирам порталите. Некојаш уште поспоро, па си чекам по 5 минути да мојам кафето да го испијете, да почне играта. Гледате, прво дојдете вамо на Tree of Life, дава мисиите, гледате, Close the Portal ја мисија и ми дава дека се наоѓа на 500 метри од прилика. Гледате, сам намалува како трчам, се намалува 470, 460 ова збор. 461 метра моментално. И сега трчам и треба да додам таму да го затворам тој портал, за да поминам оваа мисија. Мислам дека во секој портал, од прилика барем до 20 левел, имате 3 мисии што треба да исполните. За да дојдете до босот. Гледате сега, има некои старуси. Гледате ги дава булт и гледате падна некој легинг. Падна е, сега јас имам комони, затоа нема ги земам. На Alt, додека го гледате айтемот, на Alt може да споредите со вашиот айтем што ви е equipped, да видите и од десната и од левата страна што ви дава. Гледате, од десната страна јас сите статс ќе ми бидат помоци ако ги земам овие легингс. Не може да ги земам овие легингс да ги продам. Затоа што овој портал е појак, знам да ги се паднат појак айтеми, не ги земам. Не ги земам и ќе барам други айтеми што ќе бидат од поретки што ќе коштат многу повеќе. Еве гледате ова дрвено што го кажам. Гледате тука имам бајаги. Само игра сетска. Тепак ви гледате тука кова дрвено што е вако. Имате чест што може да го отворите и ќе испаднат айтем. Гледате, мене ми испадна сега. Ова е Workshop мод чип, ова се користи за Armory Forge и Time Warden да добиете некој бонус, која ќе крафтате некој айтем или нешто така. Нормално, имам uncommon item, гледате, belt некој, имам
your guest piece. Гледате, нешто ми дава плюс, нешто ми дава минус. Јас моментално според мене, јас ова не би го земал. Исто ќе го земам нормално за продажба, за да добиам поише гол, после да ги продам. Отвориме самата мисија. Ама тоа е, ќе треба да се одржалиме на тајм, за да ги попрати игра. Ја користам и спел да ви гледате доле на самиот екран, го искористив вториот спел. Тоа ми е спелче за да направам сам. Гледате точно како сам. Тоа ќе гледате че само ти игра. Што ќе порам да изгледа. Самата игра е се уште во бета фаза и не работи како што треба. Јас се нервирам, некојаш ми isfarma од сами портали. Дошол на левел и ми сврлил од самата игра, што не е нормално. Ево гледате нешто. Проблем. Свакаш. Не можам да ви покажам, што почи само. Не кочи. Морам така да испазвам моби. Сервер. Ја, гледате, пак е хај. Не можам да ја покажам. Надам, кога ќе биде лоу, ќе ви снимам специјално само за портал. Само за портал, по портал што треба да правите. Не можам да ја покажам, гледате, сите сервери се хај и вери хај. Затоа целата игра кочи на самиот портал кој ќе биде. Вие се наоѓате на тој сервер, гледате, ја не можев ни да удирам со самата игра. Не знам што така. Тоа е видео па да се види што треба да се прави со самата игра. И за крај, уште еднаш да објаснам, што кажав, кога ќе дојдете на Upload, ако имате земен Space, проверете си дали имате дроп на Big Time токени. Кога ќе се логирате ваму, ќе видите дали имате дроп на токени. Ако имате airdrop, префрлете си ги на ваш wallet. Значи, ќе отидете на wallet, ќе отидете withdrawals и ќе треба да направите KYC. Тоа е играта, самата игра бара да направите KYC. И јас не ќе да правам, но за да се извлечам пари, морав да направам KYC. Тоа е така ја направиле. Американци барат KYC од македонци. И тука ќе имате, гледате, USDC to wallet. Прво јас кажам, моментално имам USDC за да извадам. Не гледате, идам next, потоа за да извадам парите за Big Time, треба да отидете на самиот Big Time. За да користам MetaMask. Самиот Big Time, па потоа да отидете withdraw. И тука ќе треба, нели, connect wallet, withdrawal amount ќе ставите, continue, ќе платите, има некој фи, мислам дека фито го рачунува по критериум мрежата,
Не сум сигурен, немам се уште видеото, мислам кога префрлав, трансакција ме кошташе околу 5-6 долари, ама префрлав јас околу 700-800 big time. Така да не е ништо за 700-800 платам 5 долари. Тоа е, скапа е Ethereum мрежата, ама сите најдобри игри се прават на Ethereum мрежа. Стабилна е, ама е скапа, па се надеваме со наредните апгрейди ќе оправи мрежата. Значи, проверете си го ова, ако имате купено, проверете си Big Time токени дали имате, извадете си ги на полет и продадете ги на цена која вие ја очекувате за токенот. Само ви кажам, имаше најголема цена на токенот, мислам да беше 1 долар. Јас ја продав на 0,98, 2100 токени продав тогаш. Тоа беше одлично и токенот моментално Big Time токен. Да видим која цена моментално. Ето 0,3870, јас сме правил 0,98. Тоа беше лудница и тоа баш го начинот кој беше во пикот. Токенот беше го продав. Ајде, loading data. Слабо нешто лодира. Гледате, бивате многу берзи самиот токен. Што видно. Зашто многу споро лодира. Па паш денеска се начека и кај demand да има на серверите, high load и плюс да има demand за македонски интернет. Ја да имам спор интернет дома. Немам среќа денеска. Не знам што е ова, ни портал, ни токен ни готово. Како и да е, мислам дека беше околу 1 долар, 1 и нешто долар, 1 кома нешто, тоа беше најголемата цена, така да вие ако очекувате и ако мислите дека играва е добра за вас, ја би ги препорачал да си го чувате ако имате токени. Исто така, да кажам, мојата шема јас која ја правам за Big Time. Јас моментално купувам Time вардени, за мене најисплатливо, не се ефтини Time вардените, но јас имам сума која можам да инвестирам и затоа ставам на самата игри, купам Time вардени кои потоа ги издавам. Видовте самите колку издавам, јас од оваа игра правам моментално по околу 1000 евро месечно, што не е заебанција сума, ако вие уложите 4000-5000 евра да земате 1000 евра. Нормално, се е ризик, може играва да снема, може... Ја не очекувам да снема, но не може ништо да знаете, ништо не е вечно од светот, нели све може да се деси. Моментално за мене е најдобро да си има Time варден, тој Time варден да се изнајмува, или кој ќе се соберат одредена количина на cracked hourglasses да се направи dismantle на сите hourglasses. Cracked hourglasses да се направи dismantle. Значи, јас моментално така играм играта и така се работувам. Има и други начини. Имате leaderboard, кај што треба да се борите за leaderboard. Значи, ќе отидете Big Time leaderboard challenges. Имате challenges што треба да ги исполнувате, што ако ги исполните, значи си има, гледате, challenge open 5 mystery boxes, buy 10 items of rarity rare, гледате, complete 50 prestige portals, complete 35 daily bounties. Имате и според и се качувате на овој leaderboard. Моментално не можам да гледам зашто не ми го даде прво leaderboardот. За да видиме колку поени има. Видите, дали тука се наоѓаш? Не се наоѓам во leaderboardот. Ама ова се работи што треба и прете за да добивате поени, за да се качувате по leaderboardот, ако неќете да инвестирате прво да купите Space, да купите Time Warden и да почнете да играте играта. Сега тоа би бил улог од некои 750 евра моментално. 750 евра не се моци за македонскиот народ, но мислам дека доколку не се излегува секој ден и
да се пият кафења по 3-4 дневно, може да се соберат тие пари, па да се инвестира во една ваква игра, тоест да се инвестира, нели да се ризикува, затоа што не знаеме што ќе се деси со играта за 6 месеци. Јас претходно играв и имаше еден игра покер, се заработуваше по 2000 евро месечно, првите 2 месеца топ, третиот месец почна паѓа играта, земав, увидов нормално секој ден ја следам Discord чатови, следам новости на самата игра, следам маркет, каде што имам инвестирано, гледам цени, колку се движат, за да знам дали според мене се исплати се уште да играм таа игра. Така беше со покерот. Првите 2 месеца се исплатеше, третиот месец не се исплати, продав све, си земав плюс пари и си ги инвестирав на друго место. Значи со 750 евра може да почнете да заработувате како мене. Иначе, начин, друг е да земете Hourglass, па потоа најефтиниот 17 евра да купите Hourglass-от, па потоа ќе ви се испразни, па пак би треба Time Warden, па сега треба некои новости да водат затоа што не можете да користите Time Warden на некој друг, па ќе треба, не знам, имало некој начин на полнење, ја не го знам тој начин, ќе видам да испитам и ќе ви го прикажам и тој. Понатака, со тој Hourglass, вие да владате по портали и да се обидете, соберете Big Time токени, што реално со Common Hourglass нормално се Big Time токени се собират. Реално го имам видео на мене, затоа гледате во порталот влегов и без Hourglass. Мислам дека ќе треба во многу по-јаки левели на портали да влегувам или на Big Time Wiki пишува дека ако користите Prestige портал, си има поголема шанса за паѓање на Big Time токени. Баш ќе го пробам, дека треба да имате некои работи од играта што ќе ви се паднат како collectibles или ќе треба да ги купите на самиот marketplace, а може да влезете во Prestige портал. И во Prestige портал баш ќе ви кажам колкав е рейтот на топ од Common Hourglass. За случај ако сакате да инвестирате. Но секако ќе треба тој Hourglass да го полните. Значи ќе ви треба Time Warden, ќе ви треба Space. Или може да ги извршувате мисии во Leaderboard. Каде беше сега? Каде исчезна? Ајде. Во Leaderboard да ги извршувате мисиите, да стигнете у први, не знам тамо, први 1000, први 1500 луѓе, или први 1000 мислам дека беа, први 1000 луѓе, па самата игра да ви даде airdrop на Big Time токени, да ви даде пари, да ве награди, да ви даде некои NFT-ња. Значи, така ќе може исто да направите. Исто така може да се ризикувате на самата игра. Чам овој сайт, ќе отидеме на OpenLoot. На OpenLoot може да отидете на NFT Marketplace и сега сакате вие, ако мислите дека сте многу среќен, само што ја не го препорачувам на никој, да отидете да се купите Mystery Boxes и сега можете да се земете едно Mystery Box, пример, ефтино, сега не гледам колку е евро, најефтино тоа Lucky Draw Mystery Box, и кој ги влезете во боксот и гледате имате шанса да добиете Lunar Time Warden, 0,28%, еден Lunar Time Warden кошта $600, значи шансата вие да го добиете 0,28, стварно треба да имате среќа. Купете го ова, видите го ви се падне за $23, ама нема да се чудите ако ви се падне 250 тајм кристали, што реално вредат. Тајм кристали моментално мислам дека 1000 се околу $5, така да ќе добиете за $24 $2. Така да, кој на вас ви се ризикува, слободно ризикувајте. Јас не би ризикувал. Исто така да вие Lucky Draw Mystery Boxes, ако од претходно сте инвестирали во самата игра, тоа сте купиле Space, на акаунтот ќе имате вакви Lucky Draw Mystery Boxes. Јас ги имав 3. И од еден од нив, затоа што еден беше Common, другиот беше Uncommon и Rare, од едниот од нив добив како се вика Lunar Time Warden. Значи еден Lunar Time Warden ми е гратис. Значи јас средно Space-от, мислам да земав 500 или 750 евра, не ме држате за збор. Јас сум добил Lunar Time Warden од 600 евра и сум си ги вратил парите што сум ги инвестирал, плюс сум добил airdrop на токени 2100 Big Time токени сум издал уште 2050 евра, значи јас моментално кјарав за 2 месеца од играта сум
2000 евра и плюс ще издавам тај варвели, што јас може 3500 евра ќарам од самата игра. Но тоа е затоа што јас сум гледал прв, вие што ќе влезете, многу поскоро ќе се развијате. Но ако се концентрирате да ги правите работите, нели што ги бара играва, и што гледате како да заработите, ви покажав јас еден начин, ви покажав друг начин со лидербордси, со Hourglasses. Сега ваше што ќе правите во самата игра за да може да извадите некој денар, па се надевам дека сите ќе извадите за една месечна плата од минимум 1000 евра, па да не мора никој да работи, туку само да геймаме, па да се собереме негде заедно да геймаме иста игра. Тоа дечки од мене за денешното видео. Ќе снимам видео исто со влегување во порталот што треба да се прави, но кога серверите нема бидат толку зафатени, затоа што моментално е денеска недела, вечерно време 9:50 и сите сервери зафатени. Тоа е тоа, дечки, поздрав и ви посакувам сите да влезете во оваа игра.